председателка, почитувани представници на институциите, почитуван представник од Фондот за здравство. Проблемот за неевидентираните лица ми е многу познат, затоа што и јас пред да станам пратеник сум работела во Центарот за социјална работа во Гевгелија. Во тој период граѓаните без идентитет бара да им помогнеме, но тогаш немаше закон. Но сега еве имаме закон, но сепак проблемот и понатаму постои. Позната ни е бројката на неевидентираните лица кои биле повикани на јавен повик, се пријавиле вкупно 659 лица, но само 211 од нив поднале барање за упис во посебна книга, матична книга на родени. Значи, останатите 448 лица или околу 70% од идентификуваните неевидентирани лица се уште не поднеле барање за отпочнување на постапка за упис во посебна книга за издавање на извод, што е дополнителен проблем за разгледување. Во управата на матичната евиденција, подрачна единица Гевгелија, има 12 такви лица, од кои веќе 2 починале. И покрај донесениот закон, значи за неевидентирани лица, проблемот не само во Гевгелија, туку и во останатите градови постои, но постои затоа што управата за матична евиденција се уште нема добиено посебна книга за евиденција на неевидентирани лица. 3 години веќе е донесен законот, а таа посебна книга не само во Гевгелија, туку ја нема и во другите градови. Значи проблемите започнале најпрво од институцијата Министерство за правда, Управа за водење на матични книги, кои понатаму веќе се провлекуваат кон другите институции. Од вашиот исказ се гледа дека сте направиле обид за промени во Фондот за здравствено осигурување со тоа што се направило измена на правилникот. Но како представник на Фондот за здравствено осигурување имам 2 до 3 прашања да ви поставам. Еве на кој начин вие како институција ги информирате засегнатите лица кои имаат добиено привремен извод да си го остварат правото на здравствена заштита, затоа што станува збор за слабо образовани лица или воопшто необразовани лица, од кои поголем дел се деца. Според податокот од Сдружение на млади правници, од 659 неевидентирани лица, замислете 187 се деца до 18 годишна возраст. Дали има неевидентирани лица кои досега го оствариле правото на здравствена заштита и кои се причините за неостварување на правото на здравствена заштита? Благодарам.